Лазарките од Вевчани и Луково. Празнично обредниот комплекс Лазара се изведува една недела пред Великден. Во Дримкол, Лазар ќе ода само несвршени девојки до 13 или 14 години, освен во Радожда, каде одале и повозрасни, до 16 години. Во село Луково, највозрасните меѓу нив добиваат статус на надвршнички, а најмалата Лазарка ја нарекуваат невестулка. Во село Вевчани, во петокот пред светници, е мошка Лазара. Малите машки деца до 10 годишна возраст, облечени во нови алишта, шетаат по роднините и собираат јајца во кошнички, накитени со дренови цветови или сливови гранки. Во саботата, на Лазарева сабота, шетаат малите женски деца до истата возраст и исто така со украсени кошници собираат јајца и пари. До 60-тите години на минатиот век, вевчанци редовно на Лазарева сабота оделе на задушница во чест на воскреснатиот Лазар. Денес половина од нив дома пречекуваат лазарчиња, а половина се уште одат на гробишта на задушница. Во село Луково, во петокот пред светници, е машка Лазара, или како што самите ја нарекуваат, мошки лазарици, или Лазаров петок. На овој ден машки поворки, составени од мали машки деца, исто како во Вевчани до 10 годишна возраст, ги обиколуваат куќите во селото, честитајќи им го празникот на домаќините, а тие за возврат им даваат јајца и пари. Лазар ќе ода девојчиња од 6 па до 15 години. Тие на Лазаров петок берат бршлен и плетат мали венчиња. Со црвен волнен конец го обвиткуваат повитот, односно светканата гранка како венче, и заврзуваат ливчиња од бршлен. Бројот на венчиња зависи од тоа колку навршнички има. Додека се врзуваат ливчињата бршлен во венчиња од страна на највозрасните, малите девојчиња им помагаат, а сите заедно ги пеат лазарските песни. Венчињата ги носат на рака на вршничките и најмалата невестулка. На Лазарева сабота, рано утрото, лазарките се облекуваат во комплетна народна носија, навршничките во невестинска, а останатите во моминска носија. Се собираат и сите заедно одат во црквата Свети Ѓорѓа, која се наоѓа на голема височина, преку реката, наспроти селото. Таму се изведува обичајот за певање на невестулката пред олтарот. Навршничките и го ставаат незиното венче од бршлена глава и изведуваат движења, тоа со рацете над незината глава ја нишаат во форма на крст, пеејќи ги сите обредни песни. Оставаат неколку ливчиња бршлен во црквата, на иконостасот, а потоа пред влезот се собираат во круг и повторно ги пеат сите песни, додека најмалата Лазарка невестулка стои во средината и не пее. Од тука се упатуваат во селото и започнуваат да ги обиколуваат куќите, пеејќи лазарски песни за секој член од куќата поотделно или по желба на домаќините. Тие ги честат сладки намирници и ги даруваат со пари на највозрасните Лазарки.
Лазарките во секоја куќа оставаат по неколку ливчиња бршлен, со кој домаќините си ги протриваат рацете за среќа и здравје, или ги ставаат на кошарите од пчелите. По обиколувањето на сите куќи, оде да ги поделат парите. Невозрастната Лазарка го остава своето венче на владичкиот престол и им ги дели собраните пари на сите Лазарки подеднакво. Потоа заминуваат насред село, на ливадата која ја нарекуваат Кочкополе, каде ја пеат обредната песна Оре пусто Лазарско. Assunta